Значи, мене не ми е јасно. Добро, јас сум од тие кои што го поддржува и го поддржуваат Преспанскиот договор. Мислам дека Преспанскиот договор е добар. Мислам дека тој референдум беше консултативен, меѓутоа тој беше многу интересен референдум. Тој референдум беше за влез во ЕУ. Така, а ние не влеговме во ЕУ, туку влеговме во НАТО. Никој не кажа за влез во НАТО. Така што тука јас гледам една многу голема дискрепанца или ти манипулација и начин на лажење на луѓето. Значи, ако веќе не влегуваме во ЕУ, тогаш ајде да видиме што е она што треба да го направиме за да го адресираме проблемот. Не мислам дека сега треба да има било каков референдум. Ја веќе неколку пати го кажав тоа. Сметам дека во собранието треба да се поништи вториот протокол, кој што го подпиша според мене со злоупотреба на службена должност, односно потполно незаконски Бујар Османи, и кој што всушност е тој кој што го внесува тој елемент да има потреба да се внесат бугарите во Уставот на Република Македонија. И она што мене ми пречи, кое што Сашо го спомна, е токму тоа дека треба да се внесат не обично како малцинство, туку како некој кој што работел на создавањето на независна Македонија. Во ниту еден момент во историјата Бугарија или било кој што бил настроен пријателски кон Бугарија не работел на создавање на независна Македонија, туку напротив на Македонија како дел од една поголема структура, а тоа е голема Бугарија. Значи не можеме ние да внесеме етникум кој што работел против интересите на она што представува создавање на независна самостојна држава во нашиот устав. Не заради тоа што се бугари, туку заради тоа што она што представува преамбула на нашиот устав води кон тоа дека тие учествувале во создавање на независна Македонија. Јас сум да се отвори уставот, ако решиме да ја тргнеме преамбулата, да го направиме потполно граѓански уставот, да ги тргнеме сите етницитети од преамбулата и да почнеме со градење на уставот. Ма тоа значи македонците. Значи, тоа значи дека во ниту еден устав никаде нема да фигурираме тогаш. Значи, ние можеме да кажеме дека основни етницитети кои што учествувале уште од памти века на овие простори и се знае кои биле на овие простори, се тие и тие и тие. Меѓутоа, дека мнозинството се македонци и слично и дека градиме граѓанска држава. Ајде да пробаме да градиме граѓанска држава. Значи, вие сте за граѓански устав? Јас сум за граѓански устав. Значи, го поддржувате проектот Македонски концепт што го бутка долго време? Не, македонски концепт апсолутно само го нарекуваат граѓански устав. Знам, меѓутоа тие го нарекуваат, меѓутоа ние подразбираме многу различни нешта. Некогаш се употребува избор, а се подразбира сосема различно нешто. Тоа е супер све, мислам, со тоа со граѓански устав, со тие работи, само што гледаме дека и на појма нема, на мнозинството држави, што се вика, сепак без разлика какви нели устави имаат, колку се граѓански или не, до кој степен, сепак уште националното е она што ги одржува во баланс државите, таа национална држава сепак колку и да е замаглена во структурата на овие членки кои што влегува во ЕУ, сепак таа постои, таа е присутна како некој бекап. Што во случај, ако овој проект наречен ЕУ не успе, утре се распадне, не имаме на што да се вратиме. Така да тука се тие темели на таа национална држава, мислам дека не ги... Меѓутоа, решението е тоа. Ајде да го ставиме пред собрание самиот втор протокол и да си гласа собранието. А ако собранието изгласа дека тој втор протокол е ништовен, значи ние имаме
со што да настапиме со нешто многу демократски, да настапиме пред ЕУ. Нашето собрание, кое што ги представува граѓаните на оваа држава, смета, го стави на дневен ред, сакаме, еве, го ставивме, сакавме, разговаравме, направивме дебати, јавни расправи и слично, граѓаните не сакаат, ајде да најдеме друга алтернатива. Многу е, и стварно, јас сум го зборел, ова многу едноставно, мислам. Ти во една таква ситуација, ти имаш позадина, што се вика бекап, имаш пред Европската Унија. Луѓе, вака реши народ, вака реши собранието или народот на референдум, не е битно. Ние не можеме да направиме нешто против волјата на нашиот народ и на интересите на нашиот народ. Точка. Ја не знам зашто уште не се прави, особено што го спомна вториот протокол кој е уствари семето на проблемот, на она што се случува и ќе се случува во иднина, и ветото и сите тие работи. Значи, мора, не знам што чекаат нашиве, имаат и позиција, и сега и власта ја држат цврсто, и имаат и подкрепа од народот, мнозинството и така, но не знам што чекаат, зошто не реагираат, зошто едноставно не и кажеме на Европската Унија во очи на соседите: луѓе, вака повеќе со нас не можете понатака, не можете суцени со закон. Во такво сценарио, сега претпоставам, може да одговорат од Брисел, чим е така, чим не го прифаќате, се откажавте од францускиот предлог. Не, сега сакам да анализираме што би можело да се Што ќе ни прават? Што ќе ни Дека прават? се замрзнуваат европските интеграции додека не се промени тој ставот. Што се замрзнати? Не, во ред, ме интересира што мислам. Не викам дека така треба да биде, не викам дека така ќе биде, ме интересира само што мислите од таква некој сценарио. Бидејќи за тоа се грижат некој. Ние пропуштивме неколку моменти. Ние во ЕУ имавме големи пријатели. Да речеме, чесите ни беа и се уште не се големи пријатели. Словаците исто така, кои што уште на времето излегоа и составот дека слушајте луѓе, не смее да влезат ваков облик на билатерални проблеми во она што представува интеграција во ЕУ, заради тоа што може тоа да ни се удри од глава. Не знам дали го слушавте сега новиот председател на Унгарија, кој што на предлогот или на идејата на ЕУ во забрзан систем да влезе Украина во Европската Унија, излезе и рече: добро, вика, може да размислуваме за тоа, меѓутоа прво да се разреши прашањето на унгарското малцинство во Украина. Сваќате? Значи, еднаш, ако ја отворите Пандорината кутија на билатералните односи, сите држави на Балканот и пошироко имаат некаков билатерален спор. Значи, не може билатералниот спор да биде основа за она што представува мерење на демократскиот развој на одредена држава. Тој треба да се решава на билатерално ниво, а она што треба да се цени е каков е демократскиот и економскиот напредок на конкретната држава. Ние тука стоиме многу лошо, заради тоа што ја мислам дека политичките партии го искористија ветото прво на Грција, па потоа на Бугарија, да си спијат на уво и ништо да не прават, напротив, да ги влошуваат ситуациите, со што ние... Сега да кажете, си имаат цело време алиби? Апсолутно, апсолутно. Така што ние за ова време можевме да направиме она што е до нас. Да пробаме да ги издигнеме на многу повисоко ниво сите елементи кои што се поврзани со пристапните проговори. Ние тоа не го направивме. Ние сме назад. Доколку тоа го направивме, ја мислам дека ќе имавме многу повеќе пријатели во Европската Унија кои што ќе можеа да застанат зад нас и да речат: слушајте, видете, луѓево значи имаат направено ова и ова, на ова и ова ниво се, ајде да малку да гледаме на друг начин. Сега им се врзани рацете. Прво заради тоа што нашите политички партии не се агресивни, не ги искористуваат сите алатки кои што им стојат на располагање, и второ заради тоа што ние не си ги завршуваме нашите задачи.
Ситница, ова што е со механизмов на вето на билатерални прашања вметнати за, не знам, за проширување на ЕУ, за влез во аспирација, отварање на поглави и така натаму. Мислам дека тоа е и почетокот на крај, ако тоа не го смени Европската унија. Многу тамо високи политичари, официјални лица се свесни за проблемот. Ако тоа не го сменат, ако тоа не го тргнат од тие нивни од тие нивни сите механизми, што ако тоа не го тргнат, во тоа се наоѓа и семето на пропаста на таа Европска унија, затоа што малку е комплицирано дека таму треба со консензус да одлучат дека повеќе нема да одлучуваат со консензус. И малце добро, се тоа е пак квака, пак е тоа едно нешто што се логички не му пркоси на другото и така натаму. Може ли само повели докажеш дека сакам да се вратиме дома? Па не, сакам да кажам дека тој механизам на вето на билатерални прашања вметнати во такви одлучувања за влез во ова, сакаат некад ќе донесат, што рече професорката, до нови конфликти во Европската унија. Ако сакат и за нас утре, кој ти гарантира дека некоја земја која што ќе влезе пред нас во ЕУ, во некој следно проширување, дека таа нас нема да ни постави некој билатерален спор. Било кој некој да е од регионот, од соседството или така натаму. Значи тоа е бунар без дно, нешто што мајепсан круг кој што нонстоп, во кој што ние нонстоп ќе се вртиме. А што кажа професорката дека ние не сме успеале, ова не сме успеале, точно не сме успеале, но јас мислам дека пак има тука квака 22, што вика Јозеф Хелер, дека истата таа унија, начинот како сме биле водени низ главните поглавја, настани кои што ја обликува оваа држава од 91 навака, било така направено да ние не можеме никогаш можеби да спроведеме некоја порадикална реформа, да се консолидираме, да ги средиме сите проблеми што имаме, затоа што секогаш оставале, што се вика, бубачки во системот кој што тоа нешто ќе го оневозможат. Ова е чисто мое гледиште, предпоставка дека тука има вмешано прсти и Брисел горе. Добро, има два политички наративи кога станува збор за европски интеграции и уставни измени. Тоа е СДСМ веќе анализиравме, бутка и бара референдум, брзи уставни измени и така натаму. И дуи кои што упорно инсистира дека Македонија моментално се враќа во состојба како бе пред 2001 година, дека е нападнат рамковниот договор и така натаму и така натаму. Дали може овие два процеса да се гледат како создавање на притисок за уставни измени, бидејќи дел од анализите беа и такви? Што мислите вие? Мислам дека јасно прашање. Многу е тешко. Значи, СДСМ е во надолна линија и навистина во време на кога беа на власт, многу малку од социјалдемократското можеше да се види и најверојатно затоа и изгубија власта, заради тоа што не внесоа никаква промена која што би значила разликување од она што представува десно-центристичка ориентација на ВМРО-ДПМН. Значи, во момент кога не знаат што да прават, кога не ги нудат основните социјалдемократски вредности и постулати како основа на своето делување, тие се фаќаат само за една квака, а тоа е промената на уставот, како тоа да е волшебното стапче кое што одеднаш ќе ги разреши сите проблеми со кои што се среќаваме. За ДУИ, јас сум рекла и порано. Значи, за мене ДУИ не е партија, тоа е мафијашка структура. Значи, мафијашките структури, според мене, треба да бидат ловени, да бидат соодветно процесирани и да бидат ставени во затвор. Значи, ве молам, ДУИ за мене не е политичка партија. Добро, кон кого испраќа порака премиерот, директна или индиректна, со тоа што демек ќе чекаме колку и да треба, меѓутоа веќе отстапки со идентитетот нема да правиме. Дали е тоа за внатрешна употреба или е за... Многу е смешно, не може да чека, значи мора проактивен да биде. Значи политичката партија која што е на власт мора да биде активна. Тоа значи дека мора да стави нешто на дневен ред. Не може да влеземе во чекална. Еднаш бевме во чекална кога беше Киро Глигоров на власт.
тоа не доведе до оваа ситуација. Не смее Македонија да влезе повторно во чекална. Значи, мораме ние да покажеме заби, треба да покажеме дека имаме кичма, треба да покажеме ова на кој начин, е она. не разбирам на што сакате да кажете, Значи, дека да покажеме значи кичма. во собранието треба да се постави, да се така. стави на дневен ред протоколот или барањето за промена на уставот. Ако се изгласа, значи мнозинството пратеници сакаат, значи граѓаните сакаат. Ако не се изгласа, се оди во ЕУ и се кажува, еве, ова е барањето на граѓаните. Ние не можеме да ги пренебрегнеме демократските институции кои што ги градиме. Највисока демократска институција во една демократска држава е собранието. Ако собранието не изгласа такво нешто, тоа е готово факт, фактичка ситуација со која што ќе мора и ЕУ да се соочи. Да, ама сигурно политичките елити ова го знаат, меѓутоа зошто не го прават? Ако мислите вие дека е правилно. Затоа што им одговара да изиграваат големи патриоти, им одговара да кажуваат големи флоскули и слично, ние имаме црвени линии, да се бусаат во гради, ние не мрдаме, идентитетот го браниме и што ти ја знам што, наместо да го превземат она што како правно можност им стои на располагање. Ова е показател, вие што зборите на права храброст и одважност, ова е точно показател. Јас го имам народот зад мене или собранието, ги имам сите, го имам мнозинството, вака е фактичката состојба. Ние тука престануваме повеќе да преговараме на тема бугари, идентитет, отварање на уставот. Ама не треба сакате, правно. Да, ако не сакате вакви, окей, ако не, колете бесете, ние сме војводата муаветот. Значи, мора тоа да се направи едноставно, теретот од себе го прифрлаш на друг. Не си веќе ти тој што се собира во себе, што има тескоба, па чекај што да кажам. Не, ти едноставно теретот, товарот го префрлаш на другиот. Ние се одлучивме за ова, луѓе. Ако сметате дека треба да не играте, ви требаме. Ова, тогаш сме тука, но ако смета дека не, ние ќе си бараме нова алтернатива. Да, и многу, мислам, од што ги слушаме цело време тие изјави од Брисел дека мора да го промените уставот, тоа ви е, па не знам, само притисок. Нешто што треба да го направи. Меѓутоа, мислам дека малце не ги анализираме и ги занамеруваме еден друг корпус изјави кои што велат дека проширувањето на Европската унија со земјите од Западен Балкан е стратешко прашање на самата Европска унија, дури го третираат како безбедносно прашање. Прашањето ми оди во контекст ова што го велите. Абсолютно. Дали ние ако преку политичките институции испорачаме дека тоа не може да го направиме, тогаш ќе биде на Брисел, што ќе правиме следно со Македонија? Имавме известувачи кои што дефинитивно ги застапуваа овие ставови. Имавме пробив токму врз основа на она што се случува со Македонија, на идеите за тргање на ветото, односно за создавање на ситуација кога ќе се гласа со мнозинство. Имавме врз основа токму на нас пробив на идеи за создавање на две структури во рамките на ЕУ, на стари демократи ЕУ земји и овие помладиве, кои што дефинитивно имаат и големо влијание од страна, имаат големо влијание од Русија и слично, како што е Бугарија, очигледно. Така што не користат нас пратениците, европарламентарците, за да можат да пласираат одредени идеи. Ама и ние треба да им помогнеме. И ние треба цврст став некој, ама не само бомбастично во медиуми да завземиме, туку став кој што се базира на она што представуваат демократски институции. Таков став може само собранието да донесе и никој друг. Со самото тоа што не го прават, сега можеме ние предпоставки да дадеме што е како е. Значи, веројатно и на Мицкоски му е јасно и на од тој ешалон првиот што е околу него дека со еден таков потек они фактички ќе се обезбедат власт уште 3 мандати. Ако не се случи нешто неочекувано што ќе донесе некое тектонско пореметување на регионот. Значи они треба да се свесни дека со еден таков потек, со покажување таков цврст карактер кон Европската унија, прв пат после 30 години може би кој ги кажеш вака више со вас не оди. Ние повеќе не влагаме во било какви преговори за идентитетот.
Со самото тоа, ти си обезбедуваш 3 мандата и ти покажуваш карактер. И секој оној кој ќе те види дека како држава, без разлика колку си мал, имаш карактер, ќе има малце подруга, можеби некои структури тамо тотално ќе осменат ставот кон нас. Ќе рече чекајте, дај да бараме некое друго решение или дај да ја отргнеме механизмот, стварно е овој што е совето со ова со она. Така да не знам, веројатно мојата претпоставка е изгледа ова многу волунтаристички, овој како да кажам од мене ова, но веројатно е се работи тука и за некои други работи кои што немаат врска со политика. Веројатно тука се работи за поима неам некои закани, стравови лични, но некои што треба да покажат. Оти сме имале примери во историјата од тие битни настани кои што ја обликувале Македонија да биде она што е денес, дека се случувале и закани од најбрутална природа кон одредени наши политичари кои требало да се или бизнеси. Или бизнеси, или нели тоа врбување, нели те држам под контрола заради ова што знам за тебе, ова што знам за тебе. Така да мислам дека е само стравот кај одредени луѓе, а од кој зошто тој предизвикан и од кој тип е, и нема друго објаснување. Од ја да сум пример, ја одма донесувам одлука тоа да се направи што вика професорката. Буквално тоа, имам легитимитет, го имам народот собраниот зад мене, што ми е гајле, што ќе мислите вие за мене? Ја го имам легитимитетот да постапувам така. Но ја и ќе си ја зацврстам власта, уште 3 мандата, никој нема да може да ме тргне. Ситрото вака фрлено, не она што влече напред, него ова вистинското. Во спротивно, ја имам впечаток дека само се создава почва, а во одреден момент и овие сега кои што се на власт да кажат еве, ние пробавме, направивме се што е до нас, што не е точно, дека направиле се што е до нив и меѓутоа притисокот е толку голем што мораме да попуштиме. Така што мене натаму ми оди размислата дека се создава простор за таков вид на отстапка. Како ќе биде тоа оправдано пред голем притисок, безизлез, економска неизвестност. Ама така, првото прашање кое што ни го постават луѓето, добро, што чекавме до сега, зашто изгубивме 3-4 години? Вие како политичари требаше да предвидите дека ова следува. Гајли. Или да не одиме предлабоко. Мислам дека они сега толку цврсто власта која што е моментално толку цврсто покажа некои намери да стои на тие позиции без колебање, да се сомневам дека би направила преку ноќ една вакво решение да сврти капата наопаку и да направи нешто спротивно тоа. А дека постојат притисоци, јас тоа мислам и пред 2 години го зборам дека ќе се засилуваат, но тоа се притисоци од друг тип, тие ќе се обидуваат да ја дестабилизираат власта од внатре. Например, кога последниот период што беше интересно во исто време, кога се јави одредени албански интелектуалци со барање на редефинирање на државата во бинационална, во исто време бугарите го засилија притисокот нели за отварање на уставот, за не знам што вамо, не знам во исто време и грците нешто. Зашто многу се извинувам што ве прекинувам, мислам многу очигледно тоа може да се види по порталите и по социјалните мрежи дека има определени структури во Бугарија кои што ревносно ги пренесуваат сите можни ставови на најрадикалните структури во државата. Да, и албански, значи тоа го зборевме со они ги храна да речеме медиумски тоа бидејќи тој конфликт нив им одговара, бидејќи послаба е државата така. Затоа го кажувам, тие се од почеток во синхроницитет, тие се синхронизирани. Ај ќе ги кажеме така, албанскиот екстремистички фактор у Македонија, кој што е за голема Албанија, бугарите кои што се тие какви што се од официјална Софија, значи тамо не можеш да кажеш дека целиот појавен бугарски народ не стои, пошто тоа е нивната официјална политика кон Македонија на нас за 100 и кусур години. Значи и Европската унија, затоа што Европската унија тоа го аминува на некој начин и го поддржува нормално својот партнер во унијата. Нема да не поддржи нас пошто сме ние надвор. Значи тоа е еден синхронизиран напад, со тоа се соочува оваа власт. И најбитниот фактор, петата колона внатре во смисла на опозицијата. Ова што го игра Филипче е крајно опасно, крајно од друга страна и крајно срамно што го прави како од позиција на лидер на една таква партија која што самите се кажува дека е државотворна и која што
учествуваше нели во создавањето нели на независна Македонија и така. Значи сите тие 4 фактори се искористени. Ако се земе уште петата колона, бугарашите во Македонија со сите своји медиуми и портали, мислам ќе видите вие под каков притисок се наоѓа оваа ставот на СДСМ, барем тој што го кажуват за вас прашањето е дека не дека тие се како што ги нарекувате вие петоколонажи, туку велат дека владата и премиерот со тоа што одбиваат да го направат тоа што треба да го направат за европската интеграција, практично се антидржавен елемент, дека работат против нашите национални интереси. Тој нивниот став сакам да кажам. Вака се. Ја лично мислам дека ние сме сведоци на една голема представа. Добро. Представа во која што ги имаме СДСМ, ВМРО, ДПМН, албанските партии и други партии, кои што сите изиграваат дека застапуваат одредени ставови и слично. Според мене, во моментов, Македонија е под власта на бизнискратија. Таа бизнискратија нема етницитет, не е гајле за јазик, не е гајле за ништо друго, освен да се задржи ова лимбо во кое што се наоѓаме, заради тоа што овој облик на невладење на правото погодува на сите матни бизниси. Јас лично мислам дека оваа власт не ги превзема чекорите, правните чекори, кои што би можела да ги превземе заради тоа што има бизнис интереси кои што се поврзани со бизнисмени од СДСМ, со бизнисмени од ДУИ, со бизнис во Бугарија, во други држави и слично. Значи, за мене ова е представа во која што само се залажува народот дека станува збор за заштита на некаков идентитет, за заштита на државноста, а всушност представува одолговлекување на било кој облик на решение со цел бизнисот да може да плива во матните води. Тоа е моето мислење. Оваа теза ја слушнаме многу пати. Саша, што мислите вие дека со европската приказна практично е дека определени големи јаки економски центри сака да бидеме, се малку поедноставно ќе го кажам, во оваа ситуација каква што сме, за да може да им тече бизнисот без некоја строга регулатива. Односно да си го зголемуваат капитал. Леопард, тоа сум го цитирал како завршил тој роман, вика треба да се сменат работите толку радикално за на крај се да остане исто. Тоа е приказната. А прашањето е уште еднаш се извинувам. Дека практично дека определени многу силни економски центри и финансиски центри во државата, некој ја нарекува олигархија, сака да остане ваква ситуацијата да можат бизнисите полесно да им течат. Па некој скоро Тоа неколку пати ја спомената тука во студиото. Еве сега професорка да го кажа практично. Некој скоро извади и некој, не знам кој заборев, може требаше скриншот да направам, извади список на Facebook на познати луѓе, бивши, сегашни политичари, бизнисмени, тајкуни, овона, кои што се милионери. Ви благодарам за учеството во вечерашната емисија. Мислам дека имавме убав разговор, направивме некакви сценарии, симулации на определени политички движења кои што би можеле да видат. Што ќе се случува, останува да видиме, се надеваме на се најдобро. Ви благодарам. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.